Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите третиот дневник на К3. Еве ги насловите. Во Крива Паланка отворена изложбата Потрагите на водата. Од јуни до сега преку Македонија минале над 51.000 бегалци. Турција го одбележува националниот празник на победата. На светското атлетско првенство во Пекин остварен првиот светски рекорд. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Во организација на граѓанското здружение Кар Клуб од Куманово за прв пат успешно се организираше манифестацијата Автошоу, на која се представија голем број учесници од автомобилизмот. За прв пат во Куманово се организира ваков тип на дружење на љубителите на автомобилизмот од сите краеви на Македонија и од странство. Домаќинот граѓанското здружение Кар Клуб од Куманово од организационен аспект стори се гостите да бидат пречекани на вистински начин. Кој е денешниот повод за оваа средба? Денешниот повод за оваа средба е луѓето да изложат своите автомобили кои што има преправено во колите и дружба да биде, да се луѓето запознаат едни меѓу други, меѓу себе тоест, и да може да си помогнат во преправките на колите со делови, со парична надомест и така. Од каде има се коли? Коли има од цела Македонија, значи има од Србија, од Врање, Ниш, има од Белград. И тоа е толку има од тие градови има дојдено само. Кој беше вашиот повод да организирате оваа манифестација? Нашиот повод за оваа организација беше пред се дружба. Значи луѓето да се запознаат меѓу себе подобро, да се дружат по скуповите и да поделат своји мислења околу колите. Да се задоволни од одзивот? Да, и презадоволни. Не очекуваме волкав број на луѓе на коли, досега има околу 110 коли, така нешто мислам, а пријавени се околу 170 или 180 коли. На крајот организаторот додели 16 награди во неколку категории за најдобрите, а воедно информира дека и следната година манифестацијата повторно ќе биде одржана. Културната понуда во Крива Паланка за време на празничниот викенд е збогатена со изложбата на акварел дела од колекцијата на Националната галерија на Македонија, која вчера вечер беше отворена во галерискиот простор во Кривополанечкиот музеј. Изложбата насловена како Потрагите на водата ќе може да се погледне до 16 септември. Љубителите на уметноста во следните 2 седмици ќе имаат можност да ги погледнат делата од изложбата во Кривопаланечкиот музеј, кои се дел од акварел колекцијата на Националната галерија на Македонија. Изложбата насловена Потрагите на водата презентира избор на уметнички дела од истакнат број уметници, опфаќајќи еден импресивен попис на повеќе генерации од различни поднебја и со посебни уметнички сензибилитети. Изложбата за отворена ја прогласи претеничката Слаѓана Митовска. Би сакала на сите присутни да ви го честитам големиот празник Свети Јоаким Осоговски, нашиот манастирски патрон празник, со желба да не чува и штити нас кривопаланчани кои имаме чест токму во нашиот град да го имаме манастирот Свети Јоаким Осоговски, верувам еден од најбавите манастири во Република Македонија. Сега ќе ја прогласам изложбата Потрагите на водата за отворена. Изложбата опфаќа избор на 30 на дела од реномирани имиња на македонската современа ликовна уметност, како и неколку академски сликари од соседството. Широката јавност или повната публика ќе ги запознае со содржините на нашата колекција, односно со развојот и вредноста на македонската современа ликовна уметност. Вечерашната изложба е исклучителна можност да се видат делата на повеќе еминентни автори од областа на една ликовна дисциплина, акварелот, како своевидно истражување и разоткривање пред ликовната публика на речиси неисцрпните можности на ова уметничка гранка преку автентични дела од заслужни творци во создавањето на модерната македонска уметност,
но и представници од постарата ликовна сцена од неколку соседни држави. И градскиот музеј со оваа ликовна понуда се вклучи во преосновањето на значајните празници за Крива Паланка, порача директорот на установата Драган Величковски. Градскиот музеј е во духот на празнувањето на Свети Јоаким Осоговски се обиде на кривопаланчката публика по повод овој наш голем празник и на заштитникот на градот да направи еден напор да се донесе една изложба и со тоа Градскиот музеј да се вклучи во прославувањето на овие големи празници. Вечерва, на наша радост, тоа е националната збирка на Република Македонија на некој начин. Дел од националното ликовно богатство во предстојните недели ќе биде изложувано и во Штип, Кавадарци и Куманово. Фотоклуб Куманово трета година поред организира бесплатна фотошкола. Уписите започнуваат на 1, а фотошколата ќе тргне од 15 септември. Ке има теорија, пракса и совладување на фотошоп. И оваа година фотоклубот Куманово организира бесплатен курс по уметничка фотографија за сите љубители на овој вид уметност. Преку теорија и пракса, учесниците ќе научат за историјата на фотографијата, аналогна фотографија, лабораторија, композиција, ликовни елементи, техника, дигитална фотографија и за нејзина обработка. Заинтересираноста досега беше на завидно ниво, а беа присутни курсисти, речиси од сите возрасти, сите кои се љубители на фотографија. Можат да дојдат да научат или да се доусовршат. Предавачи ќе бидат реномирани членови кои минатата година освоија награди на републичко како и на меѓународно ниво. Во моментот имаме запишано околу 10 нови членови кои ќе се придружат на фотошколата која почнува од 15 септември, а во моментот уписите официјално започнуваат од 1 септември, но веќе имаме пријавени кандидати. Се разбира интересот е многу голем оваа година и очекуваме да биде се поголем и во наредните години. Во моментот немаме ограничување исто така и во годините на членовите. По завршување на курсот сите учесници ќе добијат дипломи и ќе имаат можност да ги изложат своите фотографии на клубската изложба. Петровски вели дека е презадоволен. За мене искуството беше многу убаво. Во почеток не знаев за школата, јас малку каснев со часовите, подоцна се запишов, но во моментот може да се представам како еден од најновите членови во фотоклубот. А фотошколата овогодишната фотошкола заврши со Малинскиот фотофестивал. Исто така очекуваме и ова што ќе започне сега од 15 септември, исто така да заврши со наредниот Малински фестивал. Марина Крстич, фотограф од фотоклуб Куманово, неодамна освои 2 награди на меѓународна изложба на фотографија во Србија, на која што учествува повеќе од 300 фотографии од 60 земји од светот. Исто така, клубот ќе биде организатор на изложба на фотографија насловена како Куманово и Кумановци, на која ќе можат да учествуваат сите љубители на уметничка фотографија. Со оваа изложба клубот ќе почне да прави архив на фотографии кои што го отсликуваат Куманово и неговите граѓани во тековната година. На градскиот плоштад во Куманово во вторник во 19 часот ќе се одржат 10-тите јубилејни дувачки средби Рома Труба Фест 2015 во организација на ансамблот Руши Чакир, а под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово и со поддршка на Министерството за култура. Годинава се одржува 10-тиот меѓународен фестивал Рома Труба Фест, фестивал на кој се негува ромската музика. Фестивалот е планиран да се одржи на градскиот плоштад во Куманово со почеток во 19 часот. И годинава фестивалот доби поддршка од Советот на општина Куманово и градоначалникот, но и од Министерството за култура. Ова година ќе биде Џамба Гушев, како и секогаш. Ќе има свој концерт со госпоѓата Анета Молика од Битола. Тоа ќе биде нешто многу јако, многу добро. Очекувам дека самата Анета и Џамбо, кој е еден од најдобрите оркестри во светот, ќе дадат голем придонес во оваа манифестација. Самиот фестивал го нарековме концерти, да бидат како концерти на целиот фестивал. Сите учесници ќе имат концерти по пола сат, значи половина 30 минути, кои што ќе настапат со пејачи. Наши кумановци кои што беа учесници на Звезда Гранда ќе бидат исто така дел од оваа манифестација, Ивона и Мартинијан Кириловски. Мартинијан Кириловски ќе настапи со Кемал Асанов, еден од најдобрите моментално надежи, зборам за лимена дувачки оркестри. Каде доаѓа? Тие доаѓаат од Струмица, иначе се многу добри и квалитетен оркестар, ќе настапат со Мартинијан Кириловски. Ивона, која што ќе настапи со Уска Кантуров, инаку Уска Кантуров беше победник прошлогодишниот во Гуча, кој што освои прво место во светско такмичење. Имаме две гости кои што ни доаѓаат, две оркестри од Србија. Тоа е Драгана Метовиќ и Исидор Зечивирич, кој беше победник во Судулица.
Годинава, изјави директорот на фестивалот, имаат исклучително богата програма со реномирани гости. Стручниот тим се обидел да извлече максимум од сите оркестри, бидејќи годинава фестивалот нема надпреварувачки, туку ревијален карактер. Оркестрите од секогаш барале подолг настап, велики дека 15 на минути не им се доволни да ги покажат своите знаења. Затоа на овој фестивал ќе настапат по половина час. Ова година е 10-та јубилеен и очекувам дека ова година ќе биде нешто поквалитетно, затоа што да кажам дека е 10-та поред, имаме квалитетни учесници и гости и се надевам дека самата организација направи напори да биде квалитетна самата манифестација. Се надевам дека граѓаните на Куманово, како и секогаш и ова година, ќе бидат присутни на ова манифестација, затоа што знам дека Куманово е град кој што ги сака трубите, лимено дувачки инструменти, квалитетни, така да се надевам дека сето она ќе биде во ред во склоп на самата организација. Неодамна организаторот на фестивалот, ансамблот Руши Чакер, учествуваше и на меѓународен фестивал кој се одржал во близина на Страсбург, на кој покрај представници од Македонија учествували ансамбли од 15 држави. Станува збор за фестивал на кој се промовира народната музика. Освен членовите на ансамблот Руши Чакер, на овој фестивал учествувал и оркестарот на Кими Асанов од Македонија. Реконструкцијата на регионалниот пат од Нов Дојран до село Николич ќе заврши за околу 6 месеци. Патот ќе биде рехабилитиран во должина од 6 километри, за што се обезбедени 1,4 милиони евра од владата на Република Македонија. Почетокот на градежните работи беше означен денеска во присуство на премиерот Никола Груевски и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Со реконструкцијата на патот ќе се подобри безбедноста во сообраќајот, ќе се олесни пристапот за индустријата, како и протокот на земјоделски производи, кои од тука се откупуваат и дистрибуираат на големите пазари. На мојата последна посета и самиот имав прилика да се уверам колку санацијата на овој пат е потребна и важна за жителите на Николич. Поради тоа, посебно ми е драго што конечно ќе го решиме овој горлив проблем на граѓаните. За таа намена обезбедивме 1,4 милиони евра. Со тие пари во наредните 6 месеци планирано е да се изврши реконструкција на 6 километри пат, кој секојдневно се користи како од локалните жители, така и од фабриката Дујран Стил, која е еден од најголемите работодавачи во овој регион, истакна премиерот Груевски во своето обраќање. Покрај реконструкцијата на патот во периодот кој што следува, тој најави реализација на низа други проекти со кои ќе се подобри секојдневното живење во Дујран. Планирана е реконструкција на главниот колекторски систем долж Дујранското езеро, за што се обезбедени 3 милиони денари и наскоро се очекува да биде распишан тендер. Обезбедени се околу 15 милиони денари за асфалтирање на неколку улици во Нов Дојран. Планирана е изградба на комбинирана пешачко-велосипедска патека околу езерото, долга 2,8 км, која се очекува да биде готова до крајот на годината. Не очекува активна и работна есен. Многу проекти се во фаза на реализација и уште многу други ќе започнат да се реализираат во следниот период. Продолжуваме да вложуваме во патиштата, туризмот, спортските објекти, училиштата и градинките, земјоделството, во изградба на водоводни канализацијски системи, во културата, економијата, индустријските зони, во отварањето на нови работни места и во секое друго поле кое значи подобар живот и поубаво секојдневие за граѓаните на Дујран и целата држава, нагласи премиерот Груевски. Министерот Мисајловски рече дека рехабилитацијата на овој патен правец е на барање на жителите од овој регион и од исунеа ќе се подобри патната инфраструктура во овој крај. Развојот на патната инфраструктура е од огромно значење за Република Македонија. Инвестициите во нови патишта директно придонесуваат за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, а тоа значи ангажирање на домашните градежни компании и отварање на нови работни места, посочи Мисајловски. Тој додаде дека секоја година се вложуваат големи средства за подобрување на патната мрежа во државата. Во тој контекст спомена дека во изминатиот период во Дојранскиот регион е реконструиран регионалниот пат Дујран-Струмица, за кој се инвестирани 166 милиони денари, регионалниот пат Дујран-Фурка, инвестиција од 26 милиони денари, а завршен и локалниот пат за Црничани, инвестиција во вредност од 18 милиони денари. Во периодот од 19 јуни до 30 август оваа година издадени се потврди на вкупно 51.300 странски државјани за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил. Најбројни се државјаните на Сирија, соопшти денеска МВР.
МВР денеска соопшти дека во периодот од 8 часот завчера до вчера во 8 часот издадени се потврди на вкупно 1032 странски државјани, од кои 716 се од машки пол, 125 се од женски, 171 лице се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 20 деца кои патуваат без родител, на кои е издадена потврда за искажена намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Во периодот од 19 јуни до 30 август оваа година издадени се потврди на вкупно 51.300 странски државјани, од кои 35.400 се од машки пол, 7.042 се од женски, 7.960 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 898 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажена намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, 41.603, потоа Авганистан, 2.593, Ирак, Пакистан, Палестина, Сомалија, Бангладеш, Конго, Нигерија, Камерун, Еритреја, Етиопија, додека останатите се во помал број. Во периодот од 8 часот на 29 август до 30 август во 8 часот до оделението за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажена намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Од започнувањето на издавањето на потврдите до вчера до оделението за азил се поднесени 49 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда, при што 36 барања се од државјани на Сирија, од нив 10 за деца, потоа 3 барања од државјани од Пакистан и Авганистан, од нив 4 се деца кои го придружуваат родителот, по 2 барања од државјани од Мароко, Алжир и Ирак и 1 барање од државјани на Египет, соопшти МВР. Земјоделците од населените места Куклиш, Свидовица и Градско Балдовци во општина Струмица добија нов систем за наводнување. Проект финансиран со владени средства во износ од 52 милиони денари, со кој ќе им се олесни работата и ќе се зголемат приносите од градинарските култури. Системот го придаде во употреба премиерот Никола Груевски, кој истакна дека владата продолжува со инвестициите во македонското земјоделство и во наредниот период, за што од политичките опоненти, како што рече, честопати се нарекуваат земјоделска влада. Таквата карактеристика воопшто не ни пречи, туку сосема напротив. Ние сме горди што токму земјоделството е еден од нашите најголеми приоритети. За разлика од некои други земји во светот, Македонија нема излез на море, нема наоѓалишта на нафта, нема извори на газ. Нашето богатство се македонските полиња и планини и македонските земјоделски производи. Токму затоа ние сме решени долгорочно и системски да инвестираме во развој и унапредување на нашето земјоделство, рече премиерот Груевски. Тој истакна дека покрај субвенциите за земјоделството, помошта за набавка на земјоделската механизација и за сертифицирање семиња, еден од најголемите приоритети на владата во наредниот период ќе бидат инвестициите во системите за наводнување на земјоделските површини. На оваа поле како влада сме решени во наредните години да инвестираме 200 милиони евра за рехабилитација, реконструкција и изградба на системи за наводнување. Со овој проект ќе бидат опфатени околу 85.000 хектари земјоделски површини на кои треба да се постават системи за наводнување, а исто толку и за одводнување. Како дел од стратегијата беа консултирани голем број професори, експерти, земјоделски компании, земјоделци и нивен заеднички став е дека системите за наводнување, изградбата на акумулации за вода и правилен начин на користење на водата во голема мера ќе го подобрат приносот и квалитетот на земјоделските производи. Токму затоа ние како влада во наредниот период ќе бидеме посебно фокусирани на овие прашања, нагласи Груевски. Пред присутните, меѓу кои вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, неколку пратеници се обрати и министерот за земјоделство Михаил Цветков, кој меѓу другото истакна дека во насока на унапредување и модернизација на земјоделството, владата и министерството работат на воспоставување стабилна централизирана структура за управување со водите за наводнување. Во тој контекст додаде формирано е ново акционерско друштво Водостопанство, кое согласно законот ќе отпочне со работа на почетокот на октомври. Ги повикувам сите заедно како влада, министерство, земјоделски стопанства и откупно-дистрибутивни центри да ги искористиме сите поволности кои ги нуди владата за подигнување на земјоделското производство, како би можеле да опстоиме на европските и светските пазари на земјоделски производи. Системот за наводнување наречен Маркова река представува модерен систем со подземна мрежа од цевководи и објекти кој обезбедува вода за наводнување на земјоделско земјиште во атарот на Куклиш, Свидовица и Градско Балдовци.
Извозот на државата во 2014 година во однос на 2006 година е зголемен за 94,3%, што представува без малку дуплирање на извозот, а заклучно со 2015 година се очекува зголемувањето да биде повеќе од двојно, истакна премиерот Никола Груевски при вчерашната посета на Струмичкиот регион. Извозот на државата во 2014 година во однос на 2006 година е зголемен за 94,3%, што представува безмалку дуплирање на извозот, а заклучно со 2015 година се очекува зголемувањето да биде повеќе од двојно, истакна премиерот Никола Груевски. За преку 1,8 милијарди евра зголемен е извозот споредбено со 2006-2014 година, од кои 637 милиони отпаѓаат на зголемување на извозот на домашните инвеститори. Голем удел имаат странските инвеститори, меѓутоа сериозен е и уделот на домашните инвеститори, затоа што во меѓувреме добија подобрена бизнис клима, добија пониски даноци, помала бирократија, добија влада која излегува во пресрет на нивните барања, рече Груевски одговарајќи на новинарско прашање при посетата на индустриската зона во општина Василево. Премиерот Груевски истакна дека е прилично задоволен од движењето на извозот. Веќе оваа година во првите 6 месеци имаме зголемување на извозот од 11,6%, што значи дека заклучно со 2015 година не само што ќе биде приближно дупло зголемен, туку ќе биде повеќе од дупло зголемување на извозот на Република Македонија. Ние ќе продолжиме со нашите политики за стимулирање на извозот, за подобрување на бизнис климата и за давање што поголема поддршка на бизнисот и на компаниите, затоа што тие се генераторот на отварање нови работни места и тие се оние кои го прават извозот и внесуваат девизи во Македонија, рече Груевски. Книгата Година без лето од Виолета Танчева-Златева е добитник на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата за 2015 година. На годинешниот конкурс за оваа значајна награда за поезија пристигнале дури 50 книги. Книгата Година без лето од Виолета Танчева-Златева е добитник на наградата Браќа Миладиновци за најдобра збирка поезија на македонски јазик, објавена меѓу две фестивалски изданија на Струшките вечери на поезијата за 2015 година. За книгата Година без лето на Танчева-Златева, председателот на жири комисијата професор Зоран Анчевски истакна дека ненаметливо, но мощно и успешно се појавува како видно освежување во годинешната поетска продукција. Иако постојано присутна на македонската поетска сцена од последната деценија на минатиот век и почетокот на новиот милениум, Танчева-Златева се чини дека токму со оваа поетска книга самоуверено го гради своето место во современата македонска поезија. Поетскиот јазик на Танчева-Златева се издига на едно завидно високо рамниште, што во моментов ја прави еден од најинтересните и најзрелите поетски гласови во современите текови на нашата поетска продукција, кажа професор Зоран Анчевски. Во потесен избор на престижната награда Браќа Миладиновци влега Киноутро од Јовица Ивановски, слики од Гордана Михајлова Бошнаковска, се случува Вечност од Радован Павловски, Година без лето од Виолета Танчева-Златева, Премостување на мигот од Тодор Чаловски. Изборот на Година без лето бил едногласен, инаку на годинешниот конкурс за оваа значајна награда од ранг на национална награда за поезија пристигнале рекорден број книги, дури 50, меѓу нив и многу поетски збирки од млади автори, што го потврдува постоењето и доаѓањето на нови гласови во македонскиот поетски простор. Во Турција денеска се одбележува националниот празник на победата. Во Германија се евакуирани 10.000 лица поради бомба од Втората светска војна. Бура во Канада. Вести од светот. Во Турција денеска се одбележува националниот празник на победата, 30 август, кога се одбележува победата на турската армија предводена од Мустафа Кемал Ататурк против грчката армија за време на ослободителната војна 1919-1922. Одлучувачката битка со која се бележи крајот на војната се случила во Думлапнур. Турската војска ги победила грците и постигнала решителна победа во борбата за независност на земјата. Една година подоцна Ататурк ќе го прогласи основањето на Република Турција. Во Анкара ќе се одржи традиционална церемонија со положување венци и одавање почит во мавзолеот на Ататурк со учество на војници, предводени од началникот на генералштабот и лидерите на сите главни политички партии. Ердоган првпат ќе биде домаќин на традиционалниот прием во новата резиденција во Анкара, позната како Сарај Бештеле. Планирано е на церемонијата да присуствуваат околу 3000 лица.
Во Германија евакуирани 10.000 лица поради бомба од Втората светска војна. Околу 10.000 жители на германскиот град Кобленц беа евакуирани од нивните домови поради пронајдена бомба од времето на Втората светска војна, соопштија денеска градските власти. Бомбата тежи околу 1 тон и е пронајдена при градежни работи во четвртокот. По завршувањето на евакуацијата деминерите ќе деактивираат бомбата. Во Втората светска војна во Германија беа фрлени над 2 милиона бомби. На 20% од нив не експлодирале. Околу 200.000 домаќинства останаа без струја во западната канадска провинција Британска Колумбија поради бура, проследена со урагански ветрови и пороен дожд. Невремето го погоди јужниот дел од провинцијата, меѓу другото и Ванкувер, мегаполисот на Британска Колумбија. На одредени места брзината на ветерот достигна 117 км на час. Стотици дрва се откорнати, прекинати се електричните линии, а нанесена е материјална штета на десетица автомобили и на стамбени згради. Од денешната понуда од меѓународната спортска сцена издвојуваме. На светското атлетско првенство во Пекинг беше остварен првиот светски рекорд, а го постигна американецот Ештон Итон во дисциплината 10-обој. Американската боксерска звезда Флојд Мејведер објави дека ја завршува кариерата на 12 септември. Фудбалерите на Реал Мадрид ја остварија првата победа во домашното првенство. Осмиот ден на светското атлетско првенство конечно се случи првиот светски рекорд, а го постави одличниот американец Ештон Итон, кој во дисциплината 10-обој оствари нов светски рекорд со вкупно 9045 поени. До големиот успех Итон стаса благодарејќи на одличниот успех во трката на 1500 метри, каде го освои второто место со вкупно време од 4 минути 17 секунди и 52 стотинки. Претходниот светски рекорд од 9039 поени исто така беше во владење на американецот, а беше остварен пред 3 години во Орегон. Во истата дисциплина на второто место се најде канаѓанецот Демиен Ворден, додека трет беше германецот Рики Фрајмут. Да се надеваме дека до крајот на првенството ќе се случи уште некој нов светски рекорд. Американската боксерска звезда Флојд Мејведер ќе заврши кариерата на 12 септември со мечот против неговиот сонародник Андре Берт, а вестата ја потврди неговиот промотор Леонард Елербе. Непоражениот 8-кратен шампион во велтер категорија ќе има шанса да го изравни рекордот на славниот ас Роки Марчано од 49 победи и ниту еден пораз, доколку во последниот меч забележи победа против Берт. Мечот за титулата шампион на светот во велтер категорија ќе се одржи во Лас Вегас. Постоеше стравка на играчите на Реал Мадрид дека нивната екипа не е подготвена за престојната сезона по слабиот старт кога одигра 0-0 против аутсайдерот Спортинг Гихон. Меѓутоа на вчерашниот меч против Бетис, кралевите потврдија дека и оваа сезона ќе бидат едни од главните фаворити за трофеите на домашната и меѓународната сцена. Против гостите од Севиља остварија убедлива победа од 5-0, а стрелци на головите беа по 2 пати Герет Бел и Хамес Родригес и еднаш Бензема. Интересно, сите 5 голови беа навистина убави. Екипата на Барселона многу тешко славеше на домашен терен против Малаго 1-0 со голот во финишот на мечот. Да ја проследиме временската прогноза за македонскиот североисток.
Тоа беше се за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија, имајте пријатна вечер.